Денеска во салата на Советот на општината новите стипендисти на општина Кочани ги потпишаа договорите за користење на стипендија за оваа учебна година, што по иницијатива на градоначалникот Радко Димитровски ги доделува општина Кочани. Договори потпишаа 25 редовни студенти кои студираат на државните универзитети. Градоначалникот Радко Димитровски им ги врачи потпишаните договори и им честите за постигнатите успеси. Денеска го имав тоа задоволство да на 25 наши сограѓани им поделиме договорите за стипендирање во академската 2015-2016 година. И оваа година продолжуваме со традицијата, 6-та година поред, за доделување на стипендии на нашите сограѓани, на учениците, односно студентите кои што ги исполнуваат критериумите во однос на успехот, во однос на социјалната положба и во однос на приоритетите кои што ги одредивме за оние дефицитарни кадри. Мене ме радува што издвојуваме од средствата на општинскиот буџет за помагање на овие наши млади ученици, наши млади студенти, за наши млади сограѓани и очекувам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму во наредниот период. Студентите задоволни од помошта која ми ја дава општина Кочани велат дека оваа стипендија ќе им помогне да покријат дел од трошоците во текот на студиската година. Јас сум Атанас Јованов од Кочани, студирам општа медицина на факултетот Гоце Делчев. Секако и за партиципација, за патување, за тие работи, така да ќе заврши добра работа. Мартин Емирџиев од Кочани, студент архитектура и дизајн во Штип. Па за мене некои покривање на некои трошоци и за добро искористување, за рационално искористување на парите. Општина Кочани за прв пат започна со доделување на стипендии во студиската 2009-2010 година, а досега вкупно се доделили 171 стипендија. Според критериумите за добивање стипендија, успехот носеше најмногу 70 бода, материјалниот статус до 20 бода, а 5 бода имаат децата на самоохрани родители.